Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Во наредните минути да си кажеме на тема бегалци и се она што се случува во Украина. Гости се Љубинка Брашнарска, УНХЦР Македонија и Теодора Ќосева Костадиновска, Македонско здружение на млади правници. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдовте. Добро најдовте. Последната вест од Украина е дека бил спречен атентат врз украинскиот претседател Володимир Зеленски. Наводно, веста е и официјално потврдена е дека чеченски борци се обиделе да го убијат украинскиот претседател, но обидот бил спречен. Да се вратиме на темата што е актуелна. Досега според пресметките повеќе од 600.000 украински граѓани се обиделе да најдат засолниште во околните земји, во соседството, во Полска, во Словачка, во Унгарија и во Молдавија, и километарски колони на граѓани чекаат на граничните премини. Ги видовме какви беа потресителни и сликите од киевското метро во обид што поголем број на граѓани да го напуштат градот пред следниот руски удар. Почитувани гости, би сакал да прашам на почетокот дали се разработува сценарио во кое Македонија би примила евентуален број на бегалци од Украина или пак и самата Македонија би станала земја извозник на бегалци. Кој сценарио е поверојатно во моментов, иако знам дека кога станува збор, кога се води војна, е тешко да се било што да се предвидува. Така. Ви благодарам на прашањето. На почеток би истакнала дека кога луѓето се приморани да бегаат, тие најчесто бегаат во соседните земји, како што е случајот сега со Украина. Доколку постојат секундарни движења, односно доколку почне лицата да бегаат во други земји, настрана од соседните земји, наша предпоставка е дека сите тие би сакале да одат во земји кои што сепак имаат повисок стандард. Сепак Македонија не би значило тоа дека може да биде да не биде во план за овие лица. И ние веруваме дека кога станува збор за прифат на бегалци, дека Македонија ќе се справи со самиот прифат и дека ќе обезбеди капацитети за прифат на овие лица. Затоа што ние сме сведоци и на други бегалски кризи во текот на годините. Она што останува како, да кажам, спорно прашање е тоа што би се случило доколку тие лица останат овде. Значи прифатот, еви вчера Министерката за одбрана даде изјава дека министерствата се задолжени да ги разгледаат капацитетите и ресурсите и тоа во врска со тоа кое министерство со какви капацитети располага, со цел да се знае доколку дојдат бегалци, до кој степен би можела државата да обезбеди ресурси. Но она што останува како дискутабилно е што понатаму, што во процесот на интеграција, значи да кажеме. Ајде ќе се навратиме на Македонија и на нашите капацитети да згрижиме прво хуманитарно, а потоа и да вдомиме евентуален број на бегалци. Малце подоцна во текот на разговорот. На почетокот сакам генерално да прашам што научи светот од последниот голем бегалски бран или Европа на прв удар од бегалскиот бран во 2015-тата и Македонија, например, следствено на тоа има искуство и во 99-тата со прием на повеќе од 400.000 бегалци од Косово. Дали се научени лекциите од минатите хуманитарни кризи? Би можела да се вклучам. За поздравување е тоа што сите граници на соседните држави околу Украина се отворени и УНХЦР се заблагодарува и го поздравува. Тоа е вистинскиот и тоа е единствениот начин. Пристапот до безбедна територија и до безбедност е принципот број 1 во бегалското право. Како што рековте, бројките се многу флуидни, ситуацијата се уште ескалира, што е навистина тажно, но доколку продолжи да ескалира, навистина се соочуваме со голем екзодус од Украина и исто така големи страдања внатре во Украина. УНХЦР останува на терен, ја нема напуштено Украина, работи внатре во Украина. Нашите колеги се безбедни за сега и се радувам за тоа. Работат колку што може да работат помеѓу седење во бункер и во засолниште и излегување од засолништето, како и сите други украински граѓани. Но нашите проценки на УНХЦР и на Обединетите нации заеднички проценки се дека
и до 12 милиони лица внатре во Украина би можеле да станат внатрешно раселени, а и до 4 милиони би можеле да станат бегалци и да излезат надвор од државните граници. И тоа се веќе сериозни бројки кои што навистина ќе ја стават на тест солидарноста и на Европа и на сите светски држави. Кога станува збор за солидарноста, не може да се пофали светот многу со оглед на двојните аршини, двојните стандарди. И самиот украински претседател Зеленски во неколку наврати се жалеше дека е оставен сам. Дека декларативна поддршка има од цел свет, меѓутоа дека неговата армија сама се бори таму и сама се справува. И покрај декларативната поддршка од Западот. Кога станува збор за бегалци, веројатно е друга похумани сме. За солидарноста кон бегалците, така, кои што ќе излезат од Украина. За тоа досега навистина е започет што границите се отворени и што гледаме извештаи на странските медиуми за илјадници државјани на Полска, на Унгарија, на Словачка, на Романија, на Молдавија, кои што одат до границите за да им помогнат на бегалците, да ги прифатат, да ги превезат, да ги згрижат во своите домови, и мислам дека тоа е вистинскиот и единствениот хуман начин. Спомнавте бројка од 12 милиони луѓе кои би останале, кои би можеле да ги напуштат своите домови, би биле принудени да бегаат во рамките на Украина, и 4 милиони кои би побарале за солниште во соседните земји. Дали како УНХЦР се разработуваат и можните рути за поголем бегалски бран од исток, не само во околните земји, значи во соседството, туку и понаваму во Европа, па и до Македонија? Знаете, неблагодарно е да се прават какви било проекции и шпекулации за тоа што ќе се случува понатака. Ние повикуваме за прекин на огнот. Ние повикуваме за мир во Украина, но работиме да се подготвиме за можни прифаќања на поголеми бројки бегалци, особено во соседните држави. Тоа што не има научено историјата и предходните бегалски состојби е дека навистина бегалците гледаат да бидат што е можно поблиску до дома. Првично затоа што и културно тоа се најблиски култури, да речеме, каде што ќе може да се снајдат буквално зборувајќи го можеби својот мајчин јазик, ќе можат да се разберат во земјата домаќин. И секако најважно од се е дека најбрзо би можеле да се вратат дома, веднаш што мирот ќе завладее. Затоа што без разлика со кои бегалци да сум зборувала во минатото, дали биле од Сирија, дали биле од Авганистан, дали биле од Ирак, дали од други држави, секогаш на најголемиот дел од нив приоритетот е да се вратат дома. Так. И тоа заедно со фактот дека тие не направиле ништо лошо, а сепак биле приморани да ги напуштат своите домови, тоа е нешто што го делат сите бегалци насекаде во светот, и заради тоа ние треба да имаме солидарност кон сите бегалци насекаде во светот. Сега ја споменавме и Македонија на почетокот од разговорот. Има ли некакви проекции колку бегалци од Украина би можела да вдоми Македонија и при тоа да им пружи хуманитарна помош согласно меѓународните стандарди, да не биде под нивото како односно да не се импровизира и да не може да се задоволат ниту основните потреби за достоинствен живот, како што сме биле сведоци во изминатите наврати? Има разлика помеѓу прифат и привремена заштита, и има разлика да, зборуваме за прифат и привремена заштита, која може да трае со месеци. Да, но веќе кога зборуваме за со месеци, ако се работи за детенце, тоа детенце треба да оди на училиште. И месеци. Затоа прашувам како УНХЦР и како Македонско здружение на млади правници, две институции кои долги години имаат искуство со бегалци, дали имате проекции колкав е бројот на кој Македонија може соодветен прием, достоинствен прием да им пружи? Прифат, значи со ограничена рок на траење. Одговорност за заштита и прифат на бегалците имаат државите. Ние во УНХЦР сме благодарни за изјавите што ги слушнавме од владата, дека во моментов се разгледуваат капацитетите за прифат и дека во догледно време ќе се излезе со информација за тоа колкав е капацитетот на државата, и апсолутно сме подготвени во секое време
да им помогнеме на државните институции во се што е во рамките на нашиот мандат, што значи заштита и прифат и помош на бегалци на територија на државата, како што тоа сме го правеле и во минатото. Добро. Јас она што би можела да го додадам овде е дека без оглед колкав број на лица ќе дојдат во нашата земја, Македонија како потписничка на Конвенцијата за статусот на бегалците на Обединетите нации или пак на други меѓународни инструменти е должна пред се да обезбеди пристап до територија на овие лица, да обезбеди пристап до постапка за азил на овие лица доколку сакаат да побараат азил и во постапка согласно закон да утврдат дали постојат услови да им се даде заштита и истата заштита да им биде пружена на овие лица. Проекции мислам дека сега, како што кажав и на почетокот, можеби е рано да се права затоа што сепак се уште овие бегалци се во соседните држави, но мислам дека Македонија треба да биде спремна во случај да дојдат нели поголем број на бегалци во нашата земја. Да, меѓутоа велите рано, меѓутоа ние се правиме предоцна, обично. Еве сега проекциите на надлежните се дека ситуацијата во Украина и дополнително ќе се влошува, а УНХЦР и Македонското здружение на млади правници ги прашувам како институции од досегашното искуство, например, за колкава бројка би можеле да обезбедиме соодветен прифат и на привремен престој, значи да згрижиме со според сите стандарди. Конкретното прашање е имаме ли инфраструктура за тоа или повторно би било тоа во некои импровизирани кампови со оние шатори како што сме биле сведоци во изминатиот период? Значи државата има и постоечка инфраструктура и исто така инфраструктура не е нешто што не може да се подигне. Или да се преадаптира. Или да се преадаптира. Важна е волјата, важна е солидарноста, важна е мислата да се помогне на бегалците кои што доаѓаат во државата и секако важна е нашата поддршка и соработка која што ние досега во многу наврати сме ја покажале. УНХЦР останува подготвен да помогне во сите планови на владата да им помогне на бегалци без разлика. Во моментов зборуваме за украински бегалци. Во минатото сме зборувале за бегалци од други држави. Во иднина за жал Сирија, да. За жал можеби ќе се случи да зборуваме и за идни некои трети бегалци. Но тоа што е важно е дека имаме воспоставена многу добра соработка. Важно е тоа што владата веќе ги врши проценките на инфраструктурата што ја спомнавте и да видиме како ќе се одвиваат нештата. Тоа што досега го знаеме е дека најголемиот дел од бегалците се во соседните држави. Секако има и најави од други држави кои што не се од соседството да примат поголем број бегалци или одреден број бегалци. Ама да видиме и како ќе се Добре, се одвива обидувам да состојбата. прашам нешто покорено за да добијам конкретен одговор. Што е вашата мисија конкретно овде? Вие сте во секојдневна комуникација со надлежните на темата кога станува збор за бегалци како висок комесаријат на Обединетите нации за бегалци. Што конкретно се прави сега во овој подготвителен период, например, што прави Македонското здружение на млади правници и што УНХЦР во таа мисија сега? Кои се активностите на терен кои се случуваат во овој период? Имаме можна криза од поголеми размери на повидок. Еве се кажам Македонското здружение на млади правници што прави. Ние моментално ја следиме ситуацијата. Ја следиме спремноста на државата, следиме како државата одговара на самата криза што се случува моментално и каков е текот на настаните и патот едноставно на бегалците. Она кое што ние би го правеле доколку тие дојдат е секако пружање, обезбедување правна помош, нивно застапување во постапките и нивна помош при сите права кои што се поврзани конкретно со нивниот престој и постапката за азил, да кажем. Значи ние моментално ја пратиме ситуацијата, имаме некогаш се случува и сега да даваме правна помош за лица кои што прашуваат за постапката за азил од Украина, значи имаме такви случаи, им кажуваме каква е состојбата, што се е потребно и кои се условите, какви се правилата за нивен престој или постапката за азил овде и тоа е тоа за сега што го следиме едноставно како состојба, но секако работиме заедно со УНХЦР и ја следиме и самата спремност на државата во случај нели до каде се капацитет
капацитетите и како ние може да помогнеме за да се Каква би била оценката за подготвеноста на државата во овој момент? За прием и прифат на бегалци? Така, сега за сега оценката на нашата оценка во однос на државата е дека тие се спрема. Значи актуелно е ова прашање и се зборува за ова прашање. Штом тие ќе ги погледнат ресурсите и капацитетите што ги има секое министерство, се надеваме дека и тие, како што кажавте и вие, ќе се адаптираат во случај да дојдат бегалци. Зависно од бројот, да кажеме ако сега дојдат 10 лица од Украина бегалци, тоа нема да биде проблем. Значи реално ние ги имаме тие услови, има прифатен центар за баратели на азил, да кажеме, во кој што има капацитет од 150 лица, но доколку дојдат 1000 лица, тогаш веројатно ќе треба да се мобилизираат повеќе, нели, тимови, објекти за да се овозможи сместување и прифат на овие лица. Од оваа перспектива сега изгледа дури неверојатно како успеавме во 99-та да прифатиме повеќе од 400.000. Вие спомнавте 1000, веќе е сериозна бројка за која ќе треба да се сработи и да се добро да се подготви државата. Тогаш бевме домаќини на 400.000 луѓе на кои им пруживме хуманитарна помош и ги вдомивме привремено, а некои и трајно. Прашањето е има ли проекција, например, колку чини згрижувањето на бегалците? Например, еден бегалец, еден човек или 1000 луѓе во период од една година и кои ги обезбедува тие? Дали државата домаќин или има помоши од меѓународните организации? Има ли УНХСР буџет за тоа, например? Значи, работите на вистина не се вака црно-бели и вака прости за одговор. Прво, затоа што зборуваме за бегалци кои што се луѓе пред се. Луѓето и самите носат со себе многу, носат знаења, носат таленти. Значи, не би сакала да го сведеме разговорот на чисто одржување во живот на луѓе, на човечки суштества. Факт е дека еден дел, многу мал дел од помошта е тоа, но тоа е само буквално првиот прифат. Првите 2, 3, 5 дена. Веднаш потоа животот треба да продолжи, треба да може да продолжи. Децата да почнат да си продолжат да си одат на училиште, возрастните да можат да почнат да работат. И во таа насока бегалците на вистина насекаде во светот, во западниот свет веќе на вистина не се ни гледаат на ист начин на кој што например се уште се гледаат кај нас како товар на државата. Напротив, бегалците се и тоа како развојни актери и можат многу да придонесат за самиот развој на државата која што ги прима. Во таа насока и исто така има различни модуси на прифат. Има прифатни центри, ама има и прифат од страна на население. Голем дел од бегалците првично одат таму каде што имаат мрежи на поддршка. Ако некој има роднини, ако има пријатели во други држави, така беше многу... случајот во 99-та, кога голем број од тие 400.000 луѓе од Косово имаа своји пријатели и роднини. Точно, тука, па беа и во голем број добре дојдени. И во таа насока... Така и сега со украинската... И во таа насока не мора на државата да падне голем товар, не мора да се плашиме од тоа. Меѓутоа државата го менаџира целиот процес. И сега кога станува збор за украинските бегалци, има отворени повици на семејства од Македонија кои на социјалните мрежи нудат гостопринство и велат добре дојде, но ние бевме свесни не толку одамна, пред само неколку години, кога имавме сириски бран на бегалци кои само транзитираа низ Македонија во најголемиот број случаи, меѓутоа имаше случаи кога многу соседи европски земји подигаа бодликави жици за тие бегалци. Затоа ве прашувам која е разликата и кога бегалците се товар, а кога се добре дојдени. Сега станува збор за едно глобално лудило во кое светот покажува емпатија, покажува сочувство со украинските страдања, бидејќи станува збор, како што рековте, за човечки судбини. Меѓутоа, пред само 5 години се креваа бодликави жици и се пукаше на бегалците. Искрено се надевам дека учиме од собствените претходни грешки како човештво, затоа што навистина би ги окарактеризирала како грешки изблиците на несолидарност со претходни бегалци од претходни бегалски кризи и дека никогаш во иднина нема да имаме такви ситуации, дека оваа солидарност што сега се покажува кон украинските бегалци ќе биде еден еталон или мерило за тоа како треба да се постапува и во иднина. Дополнително се надевам дека ситуацијата навистина се верувам и се надевам дека може да се деескалира и дека нема да се случат поголеми проблеми, кризи од поголеми размери. Знаете, криза е кога
имаме проблем кој што не може да се изменаџира. Јас искрено верувам дека прифатот на бегалците е нешто што може да се менаџира, што секоја од државите од регионот има веќе капацитети, да не зборуваме дека од 2015 и 16 година тоа не е многу одамна и зад нас, се уште ги имаме и комуникациите и капацитетите кои што се наместени, кои што секако ќе помогнат во сите следни, да речеме, такви состојби. Меѓутоа тука не станува спор само за сочувство, емпатија и солидарност, туку станува збори за обврски, нели? Секоја држава подписничка на тие меѓународни конвенции има права, има обврски кон секој што ќе тропне на незината врата како бегалец од воено дејствие. Кои се тие обврски кои и ние како Македонија ги имаме? Така, тие обврски кои што ги имаме ние согласно меѓународните инструменти се, како што кажав, пред се пристап до територија, значи да им се дозволи на овие лица да влезат на територија и да побараат, нели, да им се дозволи пристап до постапката за азил доколку тие го сакаат тоа. Она што го споминавте во насока на неодамна, нели, имаше криза и во 2015 година со војната во Сирија, јас би кажала, не знам колку гледачите на Телма се уште знаат, но на јужната и на северната граница кај нас се уште постои кризна состојба. На секои 6 месеци се продолжува кризната состојба. Се уште транзитираат бегалци, мигранти низ нашата земја. Значи ние сме сведоци и тоа, мислам, сакам да кажам, трае. Овие состојби траат и доколку направиме споредба, во суштина колку што Украина, ако од Украина не делат две граници, да кажеме Бугарија и Романија, толку не делат и од Сирија, Грција и Турција. Значи ние сме биле сведоци и претходно и претпоставам ќе бидеме во иднина во однос на тоа како се движат бегалските текови и во насока на тоа како ние ќе примеме бегалци, кои се нашите задачи, како Македонија ќе постапи како земја кон овие лица. Но во секој случај заштитата е примарна. Да, затоа прашам за оценка дали е научена лекцијата од сириската криза, од сириската бегалски. Јас мислам дека во насока на ова што го зборуваме за прифат и како е научена лекцијата, но она што останува дискутабилно е процесот на интеграција, односно што потоа. Прашањето останува дури уште од косовската криза, не од сириската криза, туку што од косовската криза ние уште имаме косовски бегалци тука во нашата земја, на кои што прашањето не им е решено. Мали броеви, се мали работи броеви, за мал број секако, луѓе. мал број, но сакам да кажам дека во принцип процесот на интеграција и тоа едноставно правата кои што им следуваат потоа на овие лица е прашање за кое што дополнително треба да се обрне внимание. Немаме стратегија за интеграција на бегалци и мигранти. Таа е од 2017 до 2027 и се уште не е усвоена. Што е проблемот? Немаме законска регулатива, немаме стратегија, не знаеме како, ние сме мултиетничка земја и напротив би требале да имаме искуство со интеграција, нели? Так. Зошто не знаеме рековте, ќе ги вдомиме привремено, ќе им дадеме прва помош. Меѓутоа, зошто не можеме да ги интегрираме потоа бегалци? Можам да кажам дека во принцип Македонија секогаш била гледана како транзит земја. Еве ако збориме за сириската криза, можеби тоа било една причина зошто не се зајакнал системот за интеграција. Од косовската криза, како што кажавте вие, многу лица беа примени и во семејствата, значи беа згрижени и од роднини и слично. Она што останува и зошто системот за интеграција е слаб, претпоставувам токму поради помалиот број сепак на лица кои што остануваат овде, затоа што како што каже Љубинка, најголем дел од нив сакаат или да се вратат во својата земја или пак да одат во земји со повисок животен стандард. Претпоставувам дека тука Македонија ќе работи на ова прашање за зајакнување на овој систем за тие лица што ќе дојдат во ред да се прифатат, но и да може да се интегрираат во општеството и да останат овде. Затоа што како што рековте бегаат луѓе, главно жени и деца сега. На тие деца ќе им треба образование, на жените ќе им треба работа, ќе треба да се интегрираат, односно ако не дај Боже тоа потрае војната, ќе треба да живеат овде. Така е. И не само да се интегрираат, мораме да сватиме дека бегалците доаѓаат со длабоки трауми. Од гранатирања, од воени действија, од грижа до смрт за своите најблиски, од разделеност на семејствата, каде што членови на семејство не знаат во која состојба се нивните најмили. Има многу повеќе потреби отколку само просто згрижување на луѓето. Има потребна за ментална поддршка, за психосоцијална поддршка и заштита. И уште нешто би сакала да додадам.
во суштина многу често слушам и по контактни емисии, други емисии на телевизиите, многу често е прашањето дали. Во суштина прашањето дали е веќе одговорено. Со самото тоа што државата има пристапено кон конвенции за заштита на бегалци, за статус на бегалци и протоколот од 67-ма, дали веќе е апсолвирано прашање? Државата е дел од светското семејство кое што има кажано ние сме хумана и солидарна држава. И всушност меѓународната заштита означува едно. Кога една држава не може да обезбеди заштита, првенствено заштита на своите граѓани, тогаш за тие граѓани почнуваат да стануваат одговорни другите држави во светот. Тоа е во прости црти што значи меѓународна заштита, односно азил. Тоа значи дека ние, сите останати држави во светот, стануваме одговорни да ја гарантираме заштитата на луѓето чија што земја веќе не може да ги штити нив. Затоа што тоа е првото нешто што секој граѓанин го очекува од својата држава, да бидам безбедна. Така што мислам дека и поставувањето на прашањето дали имаме капацитет, ќе го направиме капацитетот. Ќе помогнеме. УНХЦР е тука, Обединетите нации се тука, граѓанскиот сектор е тука, граѓаните се тука. Значи, прашањето треба веќе посериозно, не само во ситуацијава со Украина. Генерално, во сите бегалски ситуации и без бегалски ситуации, затоа што бегалци има и надвор од војна. Бегалци има кои што доаѓаат од прогон заради припадност на одредена група во општеството. Гледаме сега од Украина, каде што навистина бесна е брутална војна, едно лудило кое никој не можеше да го замисли на овој степен на развој, на цивилизацијски развој. Гледаме потресни сведоштва, човечки судбини кои никого не може да останат равнодушен, семејства кои се разделуваат, луѓе кои си од свој живот до тогашен мора да го спакуваат во неколку куфери и да заминат во неизвестност, не знаејќи каде одат и дали некогаш ќе се вратат дома. И тоа се навистина потресни сцени. Вие долго време работите со бегалци и можете ли во оваа пригода да издвоите некоја силна впечатлива приказна? Има искрено и такако многу приказни кои што биле впечатливи, кои што ни оставиле трак, да кажам, во работата. И лично за мене најпотресителни приказни се оние во кои што, како што кажавте вие, постои разделување на семејство, каде што бегале деца, сами да кажеме, со својот постар брат или сестра, кажуваат како имале мирен живот, како се било нормално, оделе во училиште, се дружеле со дечињата и по одредени настани нивната куќа е срушена, да кажеме, нивните родители починале и немаат друг излез. Бараат безбедно место во друга земја да живеат. Навистина има многу потресителни приказни. Јас ова сега што го кажав е дел, значи, од нашето искуство, но во секој случај секој поединец што бега со себе носи траума и товар. Ако зборуваме, како што кажав, мене лично ме потресуваат најмногу приказните во кои што има деца, дел од нив патуваат и сами, непридружувани деца ги викаме ние, но во секој случај само да кажам дека бегалец е бегалец и секој има своја траума која што ја носи со себе и за секој треба да имаме сочувство. Така, Прешнарска, вие имате ли некоја приказна, можеби со добар крај, кои се вратиле во своите домови по некоја криза? Па, за среќа, такви се најмногу бројните приказни се со добар крај и за тоа и работиме. Не знам, откако го поставивте прашањето, многу слики ми се враќаат во глава, особено во контакт со бегалци, дали долу на јужната граница, или во Винојуг кампот, или во Табановце, или во Визбегово центарот за баратели на азил. И тоа што мене секогаш ми се враќа како спомени се контактите кои што јас сум ги имала лично со бегалците, кои што те менуваат како човек, сакал или не, ама длабоко верувам дека те менуваат на подобро, затоа што ја гледаш хуманоста во човекот и ја гледаш хуманоста во бегалската криза. Едноставно веќе престануваат тие да бидат сириски бегалци или афганистански бегалци. Стануваат луѓе на кои им треба помош. Да. Точно.
Љубинка Брашнарска, УНХЦР, Теодора Ќосева Костадиновска, Македонско здружение на млади правници. Ви благодарам многу за овие информации, анализи и искуства што ги споделивте со нашите гледачи. Благодариме.